29 пратеници побараа и од Комисијата за избор и именување добија одобрување за користење апанажа. Според законот, право на апанажа 3 месеци има пратеник кој е вршил функцијата 6 месеци, а на апанажа од 6 месеци има право пратеник кој ја вршил функцијата 12 месеци. Доколку пак лицето кое било пратеник 24 месеци или повеќе, тогаш поранешен пратеник има право да зема надоместок 12 месеци. Спротивно, правото на апанажа може да престане доколку поранешниот пратеник стекне право на пензија, кога тој ќе побара, кога ќе се вработи и ќе биде избран или именуван на друга функција врз основа на која остварува плата. Ова право може да престане доколку лицата се правосилно осудени за кривични дела против државата или за кривични дела сторени од користолюбие. Комисијата за избори и именувања им ги одобри барањата за апанажа на 29 екс-пратеници, меѓу кои најголемиот дел се од сега опозицијската СДСМ, па од ДУИ, но и од екс-пратеници кои делувале како независни. Барање за апанажи им е одобрено и на пратеници од ВМРО ДПМН кои ги напуштија собраниските клупи. Иако ово прашање е законско право, од левица реагираат на него тврдејќи дека на овој начин се злоупотребува државата и овој бенефит треба да се укине. Ако нешто е законско, тоа не значи дека е и праведно. И денеска се одржа првата седница на Комисијата за прашање на изборите и именувањата, каде што јас како член на левица гласав против апанажа, барање за апанажа на некои 50 колеги или тоаш поранешни колеги од претходниот состав. Левица беше единствена партија која што гласаше против апанажа.